Здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Пред да започнам со ова видео, сакам само многу да ви се заблагодарам за поддршката на првата епизода на 90 секунди од новата сезона и морам да ви известам затоа што знам дека ќе има прашање сега кога ќе дојде следнава недела. Сега кога ќе дојде недела како ден дека ќе очекувате пак нова епизода, али за разлика од втората сезона која терав да има секој петок, за оваа сезона решив да не си давам толкав притисок и да не ми биде толку стресно затоа што е невозможно да договориш некој и толку да ти биде перфектно да имаш секоја недела гостин. И затоа решив да немам таков фиксен термин за оваа сезона дека ќе има секој тој ден од неделата 90 секунди, туку дека јас ќе се трудам сепак да има што е можно почесто. Целта ќе ми биде да искочат 2 до 3 епизоди секој месец. Можеби ќе се случи да има 4, но тоа се зависи од тоа кого и кога ќе успеам да договорам, бидејќи верувајте, не е воопшто лесно да ги договориш славните личности. Затоа најдобар начин е да ме следите на Instagram, каде што најчесто објавувам кога точно ќе има и кога ќе снимам нешто, ќе ви најавам кога ќе искочи, за да дознавате неколку дена пред да искочи, бидејќи ќе немаме фиксен термин за оваа сезона. И уште нешто пред да почнам со ова видео, само морам да кажам едно огромно фала до Square One маркетинг агенција која ми ја изработува феноменалната шпица на 90 секунди што оди пред секоја епизода и за втората и за третава сезона, што ја обожавам. И музиката и анимацијата и све, така да пред скоро славеа прв роден ден. Се уште си се нови, али се предобри, така што ве молам, доле имате линк од нивната Facebook страна и од нивната Instagram страна, посетете ги обожавам, заслужуваат поддршка, така што посетете ги, линковите се доле. Сега конечно стигнав до тоа што ќе правиме во ова видео, а тоа е како и многу пати до сега ќе си разгледуваме сликички од интернет на одредена тема и ќе зборуваме за нив, а овој па тоа се слики што изгледаат фотошопирани, но не се. Прво имаме оваков совршен дрворед што прави од оваа перспектива еден перфектен триаголник што дури е тешко да се верува, али не знам, ова вајде не го правил никој намерно, тука така се погодило. Толку изгледа фотошопирано кој некој само да исекол линија таму толку права, али очигледно не. Ова е слика од куќа што претпоставам дека се тоа е стакло и уствари се рефлектира само околината што има, изгледа кога има само дупки, ако да нема воопшто. Не знам да зборам кога снимаш толку поретко видео, Стефане. Причината зашто снимам поретко видео затоа што пробувам бројката на субскрајбери да не ми оди брзо периодов, бидејќи ми треба малце повеќе време да го спремам специјалот. Да си бидам наискрен, зашто не сум активен ко порано, али стварно јануари можеби ставив ко 3-4 видеа цел месец, али работам на тоа, така што колку повеќе работам на тоа и колку повеќе се спрема, толку почесто ќе почнам со видео, така да. Yes! Ова е што е тоа трамвај, ваља се викаше трамвај се вика. Споен е со бојата како со зградата горе, добро, следно. Ова е перфектна сенка, како паѓа точно кај што има линија уствари од коцките. Ова е визуелно задоволувачки за луѓе како мене што имаат OCD. Леле, ги обожавам слики, затоа што се толку изгледа перфектно, што јас све сакам вака да ми изгледа. Тука е направена перфектна коцка од облаци. И ова стварно не можам да си го објаснам, ако нешто не е геометриско, тоа се облаците. И како можат облаци да креираат нешто вако. И како ние ова да знаеме дека не е Photoshop? Кој ќе ми докаже дека ова не е Photoshop? Ова се слики што се верува дека не се Photoshop, дека се вистински, така да ќе веруваме и ќе се чудиме на ова мајка природа, ако може така се нарече. Ова е кактус, ако не се лажам, кактусите од згора имаат такви, што и да се тие листови, цветови, за што се рачунаат, поима немам. Или ова е некој глуварче боцкаво, не знам што е. Али се мислам дека од оздола е кактус, али пак има направено една перфектна геометриска форма наречена круг и не е Photoshop. Океј. Леле, и ова е на скросна пола. Значи пола е зелено, пола е жолто. Кога е жолто се вика лимон, кога е зелено се викаше лимета, или беше македонскиот збор. Како? Ај ова да ми го објасни некој. Освен ако некој не земал човек да направи таква линија. Калеле, ова видов некој што го следам на Instagram, сега ич не памтам кој беше, али некој што следам на Instagram имаше на стори ставено са бајле замрзната кола и на прозор имаше вакви перфектни снеголки. И уствари многу ми е фасцинантно, имам кажувано, имам еден факт таков ставен и во зачудувачки факти, дека уствари не постојат две исти снеголки и дека сите снеголки на светов се различни, колку и да изгледаат слично, сите нема идентични. И многу ми е фасцинантно што уствари цело време снегот
повеќе паѓа, ние не стигаме да го гледаме оваква перфектна форма затоа што се топи, паѓа на не знам што и не успеваме да ја видиме оваа форма, али кога ќе може затоа што има премногу овакви слики изгледаат перфектно. Ова е перфектен круг од камен, дејам. What? Леле, толку се истрипав и толку бев сигурен дека е Photoshop, дори не ја разгледаме малце сликава за да сватиме дека ствари станува за слика која станува збор за перспектива уствари. Кучево е многу близко до камерата, а овие двете типки се уствари многу подалеку, а кучево изгледа дека е джиновско, уствари не е, туку само станува збор за перспектива. Како е ова возможно? Ова ми изгледа како некој си музеј, каде што ова представува уметничко дело и единственото објаснување, најверојатно ми ова да биде некаков си памук или нешто такво што личи на облака, уствари нема врска дека е облак. Ова е уствари замрзната ограда, на момент мислев дека се оние. Леле, имам тука, ама не можам да ви го. Вакви мислев дека се. Не прашувајте зошто се уште имам новогодишни украси во соба, ама мислев дека се такви уствари новогодишни украси, а тоа била замрзната ограда, бре. Прво на тоа ми личеше. Што е ова? Добро, гледаме дрво и друго ова ми изгледа само како да е базен. Како да е нешто таков длабнато што... За ова илузија сакате да ми кажете дека има нешто право тука. Мене ништо не ми личи право, така да без да почне глава да ме боли од сликава ќе одам на следната. За ова читав дека е Photoshop. Ова мислам дека не е вистина затоа што ова е уствари типов има искористено изгледа нели кога да ја врти тавата и кога му се прави таков перфектен бран, али уствари чекај само да најдам таа слика. Еве, ова читав дека уствари дали во кинески, во јапонски некои ресторани за убаво да видиш ти што има во оброкот или како и да го нарече тоа јадењето, да се види деме убаво што е составен и правеле некои вакви дали од восок, дали некакви не знам што ги прават, али ова е уствари скулптура што ти стои тебе на излог. Пред да го нарачаш да можеш да видиш убаво што е составен и валја истото он само го фотошопирал тука. Буквално истото, гледате зелените горе кај стоат ова иста разлика. Значи Photoshop. Како сега да верувам дека другите слики се вистински ако е фотошопиран? Јас не можам да гледам во сликава затоа што многу се плашам од птици, а посебно се плашам од вакви мистериозни што цело време изгледаат мирно, а личат кога да сакаат да го уништат животот и да те нападнат до секоја секунда. Али ова ствари не. Леле, ја не можам да гледам сликава, живи се ме плаши. Не знам зашто ме плаши, кога гледа директно тако мене, али мислам дека уствари не можам да видам што има таму. Дали очите му се уствари онакви ко сиријал, како ги викаат тие на американски конија, читос, такво нешто, што уствари е само кругче портокалово и изгледа како буфова, не знам, whatever, али мене ми изгледа многу реалистично, идам да следно. Ова е слика што пред некоја година беше на секаде. Секаде идеше сликава со наслови, нема да ви се верува дека ова не е Photoshop и стварно е фасцинантна слика и предобра слика, али уствари станува збор само за типов е валја качен на мост или нешто што вака перфектно дели да се гледат ко 4 слики, уствари е истото. What? Типкава уствари не ја видов одма десната слика. Прво се чудев што е со левата, како да лебди типкава, како да е истечена, како да не знам на што е закачена. А уствари имала она црн фустанот оздолу и ова само било вака залепено. Зашто? Како и ова да верувам дека не е Photoshop кога изгледа толку... Ова ствари е мраз, тој изгледа толку совршено, триаголници ставани. Како ова да ми го објасни некој дека настанува со многу ветерна минус температура за вака да ги обликува ветерот некако поеманено стварно. Значи прво мислев дека само е слика на рака на сонце пред камења и после го гледаш ова што му е тука, дека уствари му е пикната раката во вода, а ова е најчистата вода што постои на светот и изгледа вака. Океј. Значи, толку изгледа дека се Photoshop слики, а толку не се, толку се фасцинантни што не се. Валја костимот е направен и е сиво-бел, да изгледа како црно-бела слика. Валја целото лице нашминкано со сива боја за да изгледа како да уствари црно-бело и толку да те истрипа што буквално мислам дека само селектирано и направено од црно-бело Photoshop, али не. Дејам, затоа што мислам дека од вратот малце и се гледа дека почнува вистинската кожа тука негде. Како
како некој успел ова да го направи, како кршиш. Прво ми изгледаше на некоја чоколадо. Ми изгледаше како чоколадо форма на чаша што некој само го изел у таа форма за ова да остане некако, не знам што мисле. Али зборува е скршена чаша што стварно не знам рачката како успела да остане така тоа горе. Овој се надпреварува нешто, многу ми е страфо ние што се буткаат со раце уште на вакви професионални надпревари или што и да се, што толку мислам дека јас сум човек што ја има скршена оваа рака и некам ни да помислам на такво буткање веќе. Не знам како не им е ризично и како воопшто го прават тоа и уште професионално, али гледате го човеков зори колку му е под и голема десната рака. Сега не знам дали му е од спортов со кој се занимава или со некој друг спорт дома што го прави, али можеме да преидеме на следната фотографија. Ова изгледа како само главата да е така подпрено оставена на земја, или сигурно исто станува зборна за перспектива на слика каде што цело тело е позади. Барем се надевам дека вистина има тело позади, дека не е само глава вака оставена. И толку, ова е последната слика. Фала ви што гледавте, се надам дека ви се допадна, ако е така ставете лайк на ова видео и не заборавете да се субскрайбите на мојот канал. И како и секогаш ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!